Публиката ќе се врати на терени кога ќе имаме конкурентни тимови, кога ќе имаме тимови кои што играат квалитетен фудбал, а ние како федерација ќе им помогнеме во коректни услови, односно во фер услови, безбедни услови за играње и фер судење. Знаете како прво тоа би требало да се спроведе само во соработка со УЕФА. Бидејќи ние сите, наша матична куќа е УЕФА, Европската куќа на фудбалот, и како тоа би влијаело таа регионална лига, како би влијаела во тоа кој би се квалификувал во европските купови. Тоа не е нешто што треба ad hoc да се направи. Македонската фудбалска федерација од неодамна има нов председател. Тоа е Масар Омерагич. За македонската фудбалска репрезентација, како и за фудбалот во земјава, но и за можноста за регионална соработка, односно за регионална лига во која би играле клубовите од земјите од регионот, разговараме токму со него. Погледнете. Основно за развој на фудбалот во секоја држава, па и во нашата, е инвестирање во инфраструктура и инвестирање во младите. Едуцирање на тренерскиот кадар, постојано едуцирање на тренерскиот кадар, како и производство на судии, односно едуцирање на судиите за да имаме што поквалитетно судење. Паралелно со тоа, стварање на регуларни услови за играње е еден од главните предуслови за да имаме квалитетен фудбал. За сето тоа е потребно само време. Како успеавте да направите тим од поранешни фудбалски репрезентативци, меѓу кои се Пандев, Ибраими и другите, со тоа што тие се сега дел од вашиот тим и заедно ќе соработувате со цел да го подобрите мак фудбалот? Па многу едноставно, како прво знаете, во тимот околу мене се, ако одиме по возраст, Илија Најдовски, знаете Илија Најдовски нема потреба да го представуваме, тоа е фудбалска легенда која што го има подигнато пехарот на светски првак на Црвена звезда, кога беа светски прваци во Јапан. После тоа е Горан Пандев, кој што има освоена Лига на шампиони, наш репрезентативец, и нормално тука доа Јагим Ибраими. Има и други бивши фудбалски имиња, како што е Гоце Христов. И другите сега да не набројувам, меѓутоа сето тоа се познати фудбалски имиња кои целиот свој живот го поминале во фудбалот, не зависат, тие се реализирани како личности, како луѓе, едноставно имаат желба само да помогнат во развојот на фудбалот со своите идеи и со своето работење и учество во работењето на Фудбалската федерација на Македонија. Во едно од вашите воведни обраќања се осврнавте на ВАР системот, кажавте на потребата од негово воведување, со тоа што назначивте дека би требало време за тоа, односно најмалку 7 месеци рачунајќи од сега. Зошто сметате дека е потребен и од кога реално можеме да сметаме дека овој систем ќе биде вклучен во македонската прва фудбалска лига? Ја го изјавив тоа со причини, затоа што имаше во минатите 2-3 сезони големи поплаки на судењето, посебно на оние надпревари кои решаваа за кој да биде првак или околу испаѓањето. Варот е главен предуслов и ако цела Европа го има воведено варот, ја не гледам причина зашто Македонија не би била една од државите кои што го нема воведено. Што се однесува до рокот од 7 месеци, тоа не е од субјективни причини, туку тоа е од објективни причини, бидејќи најмалку 3 месеца ви трае обуката на вар судиите. Тоа не е така едноставно. После тоа треба имплементирање на техничките услови на терените, а и ние како Фудбалска федерација мора да имплементираме, монтираме и спроведеме работење на вар соба. Сето тоа трае одреден временски период. Според нашите проценки, ние ќе бидеме подготвени за наредното првенство и веќе работиме на тоа. Како да се врати публиката масовно на трибините и како да се подобри генералната слика во мак фудбалот? Сепак се почнува со младинскиот фудбал, со младите категории. За да имаме ние сега добар фудбал, мора добро се работи во младинските категории за да тие фудбалери кои ќе дојдат во првите тимови бидат квалитетни и да имаат потенцијал за напредок. Оно што ќе се обидеме веднаш да го спречиме, тоа е корупцијата во младинските категории, односно во младинскиот фудбал. Кога ќе кажам корупција, мислам на коруптивно бирање на фудбалери кои би настапувале за младите селекции. Каде што клиентелизмот беше на прво место и каде што некои други фактори беа битни за тоа кои млади фудбалери ќе бидат повикувани во младите репрезентации, а не квалитетот. Тука константно се правеше неправда, имавме одлив на млади играчи кои или одеа да играат за други репрезентации или одбиваат да играат за нашата репрезентација. Тоа е спречувањето на таа условно кажано корупција во младите селекции
ќе биде една од нашите примарни цели. Што се однесува до првата лига, каде што е сениорскиот фудбал, публиката ќе се врати на терени кога ќе имаме конкурентни тимови, кога ќе имаме тимови кои што играат квалитетен фудбал, а ние како федерација ќе им помогнеме во коректни услови, односно во фер услови, безбедни услови за играње и фер судење. Кога тоа ќе го поврзате со имплементирање на варот, тогаш луѓе кои што сакаат да инвестираат, бизнисмени или компании да инвестираат во фудбалските клубови, ќе добијат поголема сигурност дека парите што ќе ги инвестираат во клубовите ќе имаат вредност, дека нема да бидат оштетени од субјективни причини. Така да сето тоа е поврзано со фудбалската федерација во сегмент каде што федерацијата ќе обезбеди регуларни услови за игра и секој клуб колку вреди на терен, такви резултати ќе има. Тогаш ќе има основ да бизнисмените сакаат да инвестираат во фудбалот, бидејќи заработката од фудбалот кога ќе излезете во Еврокуповите не е за подценување. Има ли најави за инвестирање во фудбалот во некој скорешен период, со тоа што во медиумите имаше надписи дека има интерес како од домашни, така и од странски инвеститори во македонските фудбалски клубови? Па вие и сега имате, ја мислам, скоро 40% од клубовите имаат странски инвеститори или собственици. Претежно се турски собственици, колку што јас имам информации. И значи луѓето пронаоѓаат некаков интерес да инвестираат во македонскиот фудбал. Ние тоа треба да го напредиме и да поголем квантум на пари влегуваат во нашите клубови, со тоа ќе го подигнеме квалитетот на фудбалот и поквалитетни фудбалери ќе доаѓаат да играат. Низ годините можеше да се слушне за една, чинам интересна идеја, а тоа е да се направи регионална фудбалска лига во која ќе учествуваат фудбалски клубови од земите во регионот во едно надпреварување. Дали може би со некого сте разговарале околу оваа идеја и што лично вие како прв човек на македонскиот фудбал сметате за истата? Искрено оваа идеја не е од сега, оваа идеја која што се сеќавам беше уште периодот 2003-2004, мислам дека беше прв што е зашла таа идеја беше претседателот на Романската фудбалска федерација во тој период. Мислам дека беше господинот Мирчо Асандој, јас бев присутен на тие состаноци во Букурешт како член на управниот одбор на фудбалската федерација, меѓутоа тогаш сето тоа беше далеку од некакво спроведување, бидејќи представниците на Босна, на Хрватска, на Србија се уште беше тоа блиску после периодот на тие војни времиња, нестрекни времиња што го затекна на Балканот. И тоа не се спроведе. За сега дали и како би се спровело тоа, знаете како прво тоа би требало да се спроведе само во соработка со УЕФА. Бидејќи ние сите, наша матична куќа е УЕФА, Европската куќа на фудбалот, и како тоа би влијаело таа регионална лига, како би влијаела во тоа кој би се квалификувал во европските купови. Тоа не е нешто што треба адхок да се направи, треба да се направи анализа од повеќе аспекти, од безбедностен, од фудбалски, од маркетинг, од профитабилен сегмент, па тогаш да се донесе одлука. Во секој случај да оставиме времето да покаже што и како таму ќе се одвиваат работите. Лично вие сметате дека тоа е добра идеја и дали би ја поддржале? Па добро, тоа е нешто слично како и АБА лигата во кошарката. Како идеја е добра затоа што големи клубови ќе доаѓаат повторно во Македонија, во Скопје, нели? Динамо, Звезда, Партизан, Хајдук, Сплит, Сараево, Челик, да не набројувам будучност. Се зависи по кои критериуми би се учествувало во таа лига и што би било целта и кој е бенефитот од таа лига. Инаку лично ако мене ме прашате, спортот треба да ги зближува луѓето, ја не гледам причина, а посебно фудбалот да биде фактор на обединување. Дали може би сте разговарале после вашето назначување со вашите колеги претседатели на фудбалските сојузи и федерации од земите од Балканскиот регион и дали може би некогаш се зборувало за идеја земите од регионот начело со своите фудбалски сојузи и федерации да бидат домаќини и организатори на одредено меѓународно фудбалско надпреварување од типот на европско првенство или слично? Ако мене лично ме прашате, јас сум отворен за таква работа, доколку сме инфраструктурно подготвени. Македонија, Фудбалската федерација на Македонија секогаш би прифатила една таква идеја и би конкурирала за организирање на било какво фудбалско надпреварување, турнир, дали е за младински категории или за машки, женски фудбал, небитно, се со цел за промоција на фудбалот во Македонија, заедно со некои од нашите соседи нормално.
што е бенефит и за државата. За крај, господин Омергиќ, би сакал да ве прашам за вашите очекувања од репрезентацијата. Кои се вашите очекувања, во кој поглед треба да се развива репрезентацијата во квалитативен и во резултатски аспект? А репрезентацијата е амбасадор на државата. Тоа е репрезентација која и носи радости на државата и така. Моите очекувања се секогаш големи, но јас преферирам секогаш да бидам реалист. Ќе дадеме се од себе, јас сум уверен, верувам во играчите, верувам во стручниот штаб и во селекторот и знам дека како што ни радувале во блиското минато, дека повторно ќе ни донесат радости. На квалитативен план очекувам да имаме и нови фудбалери во репрезентацијата кои што настапуваат надвор од државата и во државата, кои што нормално со својот квалитет го заслужуваат тоа, но сепак би сакал да времето остави, бидејќи сепак највише сакам да сум реалист.